Националниот ромски центар денеска одржа редовно годишно собрание на кое беа презентирани активностите и резултатите на здруженијето постигнати на локално и на национално ниво, како и преглед на активните проекти, а беа избрани и членови на управниот одбор. Годишното собрание се одржува токму на Светскиот ден на ромскиот јазик 5 ноември, а пак НРЦ прославува 15 годишен јубилеј. Извршниот директор Ашмет Елезовски посочува дека годинава, но и во изминатите 4 години НРЦ континуирано се обидувал да биде активен субјект во сите процеси во Македонија и да го развие што поефикасно граѓанското активно влијание во донесувањето на одлуките на локално и на национално ниво и покрај тоа што работеле во тешки услови поради ковид пандемијата. Според Елезовски, се уште најгорливото прашање со кое што се соочува ромската популација е дискриминацијата. Кога си во криза, значи никој не гледа дали треба на некого да му се помогне, туку сите гледаат како да ти одземат нешто. Меѓутоа, сепак НРЦ успеа, ги пробреди сите тие работи и со луѓето кои веруваат во нас, со тимот со кој работиме повеќе од 15 години, успешно функционираме и за жал една сме од малките организации македонски, немакедонски, зборам на ниво на Република Македонија на национално ниво, што имаме вработени луѓе. Прашањето е како да се реши проблемот на најдискриминираната нација во Република Македонија и во Европа, во Северна Македонија, тоа е ромите. Во моментот нешто сме изолирани, туку сме сите ние заборавени, бидејќи и политиката, а пред се ковидот пак е поврзана со политиката, си го направи своето, но меѓутоа останува ние само да се уработиме и да ги охрабриме граѓаните, да ја вратиме довербата. Националниот ромски центар нуди и бесплатна правна помош на ромската популација и другите социјално ранливи категории кои што имаат потреба да добијат правен совет, упатување и објаснување за најразлични прашања од повеќе области. Дневно за помош од најразличен вид се јавуваат или доаѓаат директно во просториите на НРЦ и до 100 лица, вели Елезовски. Секојдневно кај нас се обраќаат од 20 до 60 граѓани, од Куманово и од Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Пробиште, бидејќи тој дел го фаќаме, но паралелно ако ги офатиме и луѓето кои се јавуваат на телефон за советодавни услуги на ниво на цела Република Македонија, тоа е многу, да ви кажам, и некогаш и не стигнуваме на сите да им одговориме. Она што најчесто во моментот тоа е како да се справат со секојдневните проблеми предизвикани од ковидот, а тоа е опстанокот. Сиромаштијата, за жал, никој не ја спомнува. Има многу што да се одговара од многу структури лица, па и јас самиот на себе се викам дека јас имам одредена одговорност, бидејќи ако молчиме премногу и ако сакаме да бидеме добри на една или друга страна, мислам дека со тоа не правиме добро ни за нас, ни за нашите деца. НРЦ успешно функционира 15 години, а е производ на секојдневната работа и едукација. Здруженијето ја мотивира заедницата да свати дека самата може да си помогне ако е информирана, ако ги знае регулативите, за да може да ги пренесе на идните генерации. НРЦ успеа затоа што имаше цел граѓаните да добијат сигурност дека нивните проблеми ќе бидат сослушани и разгледани со можни начини за решение, посочуваат од Националниот ромски центар.